Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас, ќе ги проследите оние содржини кои што ги имаме подготвено за денес. Се разбира, ќе ги проследите сите оние информации кои што ќе ги доставиме во однос на денешната тема, кои што верувам дека ќе бидат од ваша корист. Денеска одлучивме да говориме на една тема која што е специфична и за она за кое што ќе говориме. Мојата денешна соговорничка во незината ординација го има тој апарат само кај нас, тој е единствен. И се надевам дека на оние кои што ќе се пронедат во овие проблеми за кои што ќе говориме во однос на роботската рехабилитација, ќе се обидат да појдат, нели, да си ги решат своите проблеми. Затоа, нели, впрочем, и ќе говориме на оваа тема се со цел да ве информираме за да знаете нешто повеќе. Значи, конкретно ќе говориме за роботска рехабилитација кај лица со мозочен удар и невролошки заболувања. Значи, како се користи, што и како ќе видиме, имаме и видео, значи како тоа се одвива, како изгледа тој апарат кој што, кажав, се први единствени кај нас со тој апарат, Превентива 99, и секако ќе во разговорот, како што знаете, сме отворена контактна емисија, па ако сакате, нели, можете и да се јавите, да се приклучите во нашиот разговор и да поставите некое прашање. Значи, одговор на денешна моја соговорничка е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина и, како што напоменав, доаѓа од Превентива 99. Сега од Рижа ќе побарамо да ги пуштат покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, а потоа ќе се вратиме во студиото. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет. Преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со ребетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербе Нобили, каде модерната наука и најстарата традиција на билки и спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербе Нобили. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Да, тоа беа покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, на кои сум им многу благодарна. А
Едни од нив се и Превентива 99, мојата денешна соговорничка, доктор Симона Ристовска, која што е со мене веќе во студиото, специјалист по физикална медицина, ќе говориме за роботска рехабилитација кај мозочни удари и невролошки заболувања. Секако и ќе го најавиме оној апарат кој што го кажав, веќе го имаат кај нив, со кој што се први единствени во нашава земја, со кој што изведуваат оваа роботска рехабилитација за која што ќе говориме. Симона, добре дојде. Добро ве најдов. Така, кажав зашто ќе говориме. Апаратот кој што неодамна го имате веќе и работите со него. Да, само што во моментот започнавме, бидејќи така точно пред неколку денови. Да. Нешто што е најново кај вас. Најново, да, меѓутоа ние веќе со роботска рехабилитација раката, и неурорехабилитација веќе се бавиме. Ова беше еден вид на дополнување на севкупната рехабилитација, бидејќи со овој апарат, ова е TeraTrainer Balo, се тренира балансот на пациентите. Односно, пациентот кој да речеме во количка или кој има мозочен удар и едната страна му е одземена поради плегија или поради пареза или плегија, баш поради тоа пред да започне да оди пациентот, првин тој пациент треба, ние викаме, да се вертикализира, односно да се исправи. И тој исправувањето за да почне пациентот да оди не иде баш толку лесно. И точно овој апарат е за таа намена, односно да се вежба балансот и силата на телото и на корот, и како такво да допринесе до следниот чекор, веќе до чекорање и самостојно одење на пациентот. Колку третмани од првин се употребуваат или тоа се зависи од состојбата на пациентот и од која диагноза се занимаваме. Имаме пациенти со мултиплекс склероза, каде што би требало таа рехабилитација повеќе време. И во тие случаи некои пациентите, например, се подобруваат, па знае да им се влоши состојбата, па потоа повторно треба да доаѓаат. Оваа рехабилитација покрај невролошки состојби, например, може да се примени и кај повозрасната популација, бидејќи многу често се сретнуваме со популација која нема доволна стабилност. Добре. Таа е стара популација, нема доволна мускулатура, многу често доаѓа до тие падови, каде што допринесува до скршеници. Со ова го вежбаме балансот, се зајакнува силата на корот, пациентите се, да речеме, еден вид по самостојни и можат да пристапат кон самостојно живење без останатите попречувања што им се случуваат. Така да имаме поширока намена, не е само невролошки, меѓутоа првично е кај невролошките состојби, како мозочен удар, мултиплекс, па и кај Паркинсон, бидејќи таму се засегнува центарот за рамнотежа, многу често тие пациенти паѓаат, или при одење има еден синдром што се вика фриз синдром, тие се замрзнуваат, и ова е добра работа каде што ние можеме да го употребиме за да допринесеме во квалитетот на животот на тие пациенти. Кога веќе кај вас ќе дојде некој пациент со ваква состојба, временски колку трае третманот или според проблемот? Состојбата на пациентот може да се започне, бидејќи некој пациент што е во количка, не можеме со текот на третманите се зголемува, да. Бидејќи не можеме некој пациент ако е параплегичар, односно не може да оди, комплетно има оземеност на долните екстремитети, ние не можеме да очекуваме дека тој пациент ќе го вертикализираме и тој ќе успее да стои 1 час. Нормално тој пациент ќе започне со неколку минути фиксација. Многу често тие пациенти кои се залегнати, дури вртоглавици при станување, така да си има еден процес како тоа треба да се одвива со цел да се зголеми, да дојде до некое ниво, а потоа тоа ниво, бидејќи ќе видиме и на снимките дека пациентите може да го користат само апаратот со цел со физиотерапевт за вертикализација, со например додавање на некои помагала, дали да е допре раката на физиотерапевтот, да речеме, да си подаваат топки и да седи вертикализиран. Меѓутоа тука разликата зашто ова е еден вид роботика е тоа што има и софтвер и може со софтверот интерактивно да действува. Можеби на почетокот нема директно да може со софтверот, бидејќи станува 2, 3, 4, 5 минути, меѓутоа понатаму се зголемува време траењето. Дали веќе кога ќе биде еден пациент на овој апарат, нели?
подосна може тој да направи некоја анализа за неговата состојба. Да, самиот апарат има внатре анализа, всушност за тоа и целта, каде што се гледа како почнало, колку, например, бидејќи имаме и движење према нанапред, имаме движење према назад, имаме движење на страна, значи лево-десно се прави тој баланс. Да, имаме ние видео, па ќе кога го прокоментираме. користиме софтверот сам си вади, значи како тече самата рехабилитација, каде има грешки, кои отстапување, е многу интересно што можеме како напредува рехабилитацијата да зголемуваме и отпорот. Односно на почеток движењето да биде без никаков отпор, слободно движење од самиот пациент, а потоа можеме да го зголемиме отпорот, односно пациентот веќе апаратот да му дава и да треба сопствена сила да користи во тоа, соодветно на тоа нели ја зголемуваме мускулатурата, веќе тоа збориме за една подоцнешна фаза на рехабилитацијата. Нормално на почетокот дури доволно ни е пациентот само да стои, без никакви движења, а потоа се зголемуваат нели движењата према назад, према напред, односно што целиме да постигнеме. Бидејќи некако во последниот период, после сето ова што се случуваше после пандемијата со COVID-19, секогаш кога говориме, еве и со вас кога сме говореле, потенцираме дека после сето ова се многу зачестени невролошките заболувања и мозочните удари и други сите невролошки кои што ги споменавте. Дали чувствувате дека има зголемена појава на побарување, на рехабилитација, како нели класична, така и еве сега затоа можеби ви дошло на ум да го донесете кај нас за да може например да им се помогне на овие пациенти. Целата да речеме ајде приказна за оваа рехабилитација почна уште во 2018 година кога бев на Светскиот конгрес за физикална медицина и рехабилитација и таму на тој Светски конгрес точно за ова се збореше за роботска рехабилитација и рехабилитација кај мозочни удари и невролошки состојби, бидејќи претежно физијатрите работат со таков тип на проблематики, помалце за овие мускулоскелетните. Да, секако дека и тие се работат, меѓутоа целта е, бидејќи на овие пациенти им треба многу повеќе, рехабилитацијата и многу е убаво што порано, односно во почетокот на рехабилитација, ние ќе имаме успехи кај пациенти после 2, 3, 4 години, меѓутоа во врска со некои испитувања кога на пример кај пациентот ќе се јави спазам и ќе се аплицира ботулинов токсин за да се намали тој спазам грч што се јавува после мозочните удари, имаше истражување кога бев на едукацијата дека дури не доаѓа до повторна реапликација, некој пат може да се нели со едно да се реши, додека колку повеќе се чекаат работите, толку се одолговлекува, а во пандемијата за жал многу целата рехабилитација и превенција на болестите беше заборавена и бевме сите нели фокусирани кон ковид збориме и поради тоа можеби рехабилитацијата, па ние последниве 2-3 години се среќававме со доста дури не вертикализирани пациент после мозочен удар што се уште после 6, 7, 8, 10 месеци користи количка, можеби нема да користи ако добие соодветна рехабилитација. Има случаеви кај што пациентот едноставно не е добро рехабилитиран и како последица на тоа квалитетот на животот е тотално и негов нарушен, меѓутоа и на семејството, бидејќи тој чека за јадење од фамилијата, тој чека за тоалет, односно квалитетот на животот кој овие пациенти станува зависен. Зависен, меѓутоа и тој станува зависен. И другите членови од семејството се врзуваат во целото и точно тоа и на светско ниво. Еви ние сакаме во Македонија да направиме еден центар рехабилитацијски каде што пациентите нема да имаат потреба да одат во странство, ќе ги добијат овие врвни услуги веќе и во Македонија. Така, значи од таму потекнува идејата уште од 2018 година, само уште да ми кажете дали чувствувате дека има зголемена појава на невролошки состојби, мозочен удар? Има мозочни удари, има и мозочни удари кај помлади пациенти, мислам дека невролозите би можеле они сигурно да дадат некоја подобра статистика, нели како се одвива. Знам дека е зголемено, рехабилитацијата кај пациентите, навистина имаме за жал и доста млади пациенти. Побарувачка за рехабилитација. И млади пациенти што нели не е својствено, меѓутоа и начинот на живот веќе не е својствен. Со ковидот се намали физичката активност, одветно крвниот притисок се зголеми, дијабетот се влоши и сите тие работи допринесуваат до оваа работа. Сега јас тука ќе го побарам од режија да го пуштат видеото и убаво ние со доктор Симона тука, односно доктор Симона ќе ви објасни се што ќе видите на видеото, впрочем и ќе имате можност да видите како изгледа тој апарат кој што помага за роботска рехабилитација и баланс на телото.
може од режија да го пуштат. Значи, еве го апаратот, кој што е први и единствен кај нас. Да, овој апарат, еве како што гледа сега се фиксираат стапалата, со цел овие ги фиксираме за пациентите кои не се стабилни, да можат да бидат фиксирани, така. нозете нели да не одат напред-назад. Како што гледате, потоа се мести кај појасот, со појасот се стабилизира за пациентот нели да не паѓа наназад ако не може да стои, а додека кај оние пациенти кои се постабилни, можеме да го користиме само задниот дел нели појасот, соодветно нозете не мора да бидат стабилизирани. Ќе видиме дека и кај колената има уште еден да речеме подпирач. Тој подпирач користи за колената тие пациенти што не можат да нели да бидат не мора да бидат ставени, меѓутоа кај тие пациенти што нема да можат ќе бидат поставени и соодветно на тоа пациентот веќе ќе биде вертикализиран, односно во исправена состојба. Како што гледате има една висока маса, таа дава нели дополнително, тоа сето се нивелира. Односно и кај повисок и кај понизок пациентот може соодветно од неговата висина да се мести. Еве, ова што во моментот физиотерапевтот го прави, овие се нивоата на движење, односно се зголемува движењето нанапред, се фиксира само во една точка и веќе пациентот, еве гледаме дека значи, се движи. Овде веќе почнува третманот на ваков начин. Да, на ваков начин почнува. Еве го овој делот што го зборевме за фиксација кај под коленицата за пациентот да не може да оди нанапред ако не може да ги држи исправено нозете. Како што може да се види, тука ќе се започне рехабилитација, овдека во моментот се поврзува софтверот. Така. И со софтверот еве гледате преку интеракција со играј, значи со движење пациентот иде напред, да биде поинтересно за пациентот. Да, меѓутоа од друга страна не е тоа користиме моментот нели ајде на негово учество, бидејќи со мозокот се користи, тоа се вика пластичност на мозокот. Ние само со вежбање можеме повторно да ја повратиме таа функција што пациентот за жал ја загубил и со точно еве по овој начин гледаме нанапред, иде наназад, меѓутоа има игрица кај што се оди од десно на лево или се прави круг во зависност што сакаме и цело време апаратот овие работи ги мери како се одвива целата таа фактички прави анализа, како што кажавме претходно, софтверот прави анализа на самиот апарат. И потоа може да видиме нели со текот на времето како напредува. Сега во врска со софтверот. Од друга страна можеме ние едната нога, на пример пациентот да ја дигне, да ставиме една топка, да прави баланс само на една нога. Може на пример скаличка да качува и да симнува скаличка, значи има повеќе можности и опции во зависност. Еве гледате, исто со игра, кај што се движи нанапред или не, ова е на лево и на десно, каде што пациентот нели треба да иде лево или десно за да може да стигне да ги удри, нели овие се игри што ги имаат. Преку игра и преку игра се случуваат сите овие. Да, тоа е всушност многу е важно што софтверот и добиваме наназад информациите што и нема да им многу интересно е тоа што и софтверот ако пациентот не ја изведе таа игра, нели нема да го прати да му даде награда, значи тука и сатисфакција и награда и се прати целата рехабилитација. Затоа е тоа така смислено и да се знае до каде е пациентот, рехабилитацијата. Второ, еве веќе ќе збориме и за следниот пат и за шаката и за раката. Тука има и мерење, ако соодветно нели не се исполнува тоа движење, апаратите нема да дозволат. Значи не е само да се направи движењето да не биде соодветно, туку мора да има внатре има сензори каде што следат и точно да биде направено движењето. Еве го са ова подавањето со топка, значи ова може може да се употреби овдека се вежба корот, се вежба стабилноста во зависност од пациентите. Рековме има многу можност да се искористи, ова е без софтвер. Ова е со помош нели на физиотерапевт каде што интерактивно еве гледаме меѓутоа сепак се раздвижува телото, така. Се вежба балансот, од друга страна дури ако имаме проблем со некој од екстремитетите, можеме едната нога да биде подигната на таа што е болната, на пример, повеќе да се прави и тоа би помогнало дополнително за таа рехабилитација. Значи ова е Значи обично оваа вежба за кои проблеми здравствени се практикува со топката?
Со топката можеме ние и тоа е за баланс, значи за целосниот Добро. баланс на телото. И се за прави невролошките корак, состојби. За невролошките состојби, во принцип, вака првично, ова е полесно. Веќе со софтверот иде малку потешко. Значи ова е некако на почеток на му доаѓа, почетокот, добро. ако пациентот, ова може и на средина, не баш на почеток, бидејќи некои пациенти воопшто не можат ни да стојат. Така да и некои има пациенти што не можат со рацете да се служат, меѓутоа не се потребни рацете, овдека балансот го прави телото. Така да дополнително имаме различни, ова може и кај некој повозрасна, еве како што гледате, колку и назад оди пациентот не може ни да падне. Значи он е сигурен во тој апарат и не може да му се случи нешто да се сега еве го веќе она што сакам и следно да го кажеме нешто повеќе и за роботска рехабилитација кај шаката. Ова е смартбордот, односно бордот каде што се гледаат, се вежба повеќе рамото и се вежба повеќе раката, претежно нели кај невролошки состојби, меѓутоа може да го применуваме кај состојби постоперативно, да речеме со рамото или кај повреди на рамото, повреди на лактот за раздвижување или кај монопарези, пареза да речеме поради вид, да речеме траума или после сообраќајна несреќа каде пациентот има одземеност на некој екстремитет, нели, или на може горниот. при некоја потешка скршеница на раката, па кога треба веќе да сме имале, дури сме имале случаи, тоа се вика алгодистрофичен синдром, каде што пациентот поради нераздвижување на шаката има и отоци, се нарушува и крвотокот, меѓутоа со оваа рехабилитација многу брзо да речеме се враќаат, односно по некои статистики дури 3 пати побрзо се враќаат во функција пациентите отколку пред. И исто кај фрактури на шаката, бидејќи тука има и шака, исто има добри резултати, или кај мозочни, да речеме, тумори на мозокот, каде што прави компресија на правило туморот и после операцијата, да речеме, каде што е отстранет туморот, се продолжува со оваа рехабилитација со цел да се врати повторно функцијата на раката. Исто и ова е оди преку игра, преку софтвер кој што покажува анализа потоа. Пред да се започне кај овој софтвер, пред да се започне се прави една проценка, се прави евалуација, се гледа кои движења, колку можеме всушност да ги прави пациентот и соодветно овој софтвер ги определува вежбите на тие можности, како се зголемува квалитетот, да речеме, на движењето, брзината на движењето, големината, односно он мери, да речеме, на почетокот, ако можело 15 сантими ширина да направи, 20, 30 и правиме на 10 дена евалуација, правиме мерење и од кога ќе се направи гледаме кои движења за колку проценти, колку степени се подобрени во споредба со првиот ден, со втората, бидејќи некои случаи по месец дена трае рехабилитацијата или повеќе во зависност од состојбата на пациентот, колку ќе бара упорност. Меѓутоа месец дена е некаде минимум каде што пациентот би требало да се направи оваа рехабилитација за да имаме едни добри резултати и да може пациентот до некаде да се враќа во. А колку време трае еден третман? Еден третман трае 1 час. 1 час, значи поприлично долги се, долг период за да може нели да има ефект. Да, дури во самиот апарат кажува колку пациентот поминал метри, нели, движење со раката, целосна анализа и се гледа, например, соодветно, ако ни фали некој од движењата, да речеме супинација, пронација, виткање на раката, на тоа можеме повеќе да ставиме вежби, значи да ги намалиме тие што се добри, а да ги зголемиме тие што сметаме дека има проблем. Така. Ова се уште е за она првично што го видовме. За рамото, има и уште еден дел, еве го сега ќе го погледнеме и тој дел. Да, ова е за шаката. Ова е апликација, нели, кај роботска рехабилитација на шака. Така. И ќе се види овдека во сите, значи, зглобчиња има сензори и во секој зглоб прави мерење кое движење и колку може да го изведе и можеме да ја приспособиме самата рехабилитација според пациентот. Значи индивидуалниот пристап е многу важен, бидејќи за да има и резултат. Има ефект резултатот, а тука се избегнува и можноста за грешки, бидејќи пациентот не може да направи грешка, софтверот реагира дека не се прави
Значи соодветното додека не го движење. направи соодветно движењето, не Нема да- покажува на екранот дека играта е така, постигната, да речеме има различни видови боење, треба да се обои ограда, треба да се измести тесто, секојдневните активности Кои во што треба да се живењето, работат, кои што треба да се работат. Еве ќе погледнеме дава продолжение она што е снимено. Се надевам скоро ќе го имаме видеото со со играта, за да можат гледачите да видат како тоа Има голем број практично изгледа. голем број да, на има различни, на- да, баш. И поради тоа може нели и да не еден вид да не досади на Да, пациентите, да бидат бидејќи- поразлични, да не бидејќи биде монотоно, така. месец дена или едно ти исто да играш, малку им Има здосадува софтверот на навистина пациентите. различни видови игри и бевме нели присутни на снимањето и видовме дека навистина има многу интересни игри со кои што воедно нели нема да им биде здодевно на пациентите и нели воедно и да Меѓутоа овие се можат чаката долготрајни, да вежбаат. долготрајни рехабилитации збориме од времето на 1 час, 2 часа во зависност што треба. Ова сега целта ќе биде нели да се истиска лимунот и да се направи лимунада, значи секојдневни активности што требаме да ги исполнуваме во текот на живењето. Тука еве и ќе се обратаме до нашите гледачи, доколку имаат некое прашање, може да се јават, да се приклучат во нашиот разговор, како што можете да забележите и од видеото, говориме за роботска рехабилитација кај мозочни удари и кај невролошки некои заболувања кои што се појавуваат во секојдневието, значи мултиплекс, параплегија и Монопарези, како парези, да. Доктор Симона, знам дека нели за првиот апарат што говоревме сега, новиот што е неколку дена, значи стварно е птен. Меѓутоа, овој апарат за раката е малку повеќе време присутен. Кажете ми како сте задоволни од резултатите Па до сега кај примената на пациентите и каде имало најголем резултат? Кај кои состојби? Претежно мозочни удари се рехабилитираат. Кажав и за мускулоскелетните, тука веќе имаме прекрасни резултати. Многу сме задоволни бидејќи тоа сепак е рехабилитација што трае 10 на 15 дена и пациентот се враќа. Обично кај кои мускулоскелетни, кај сите? Не, кај фрактурите претежно, кај шаката да речеме, само како што кажавме кај некои скршеници. Кај рамото, кај тие мускулоскелетни, додека во врска со нели мускулоскелетните каде што има артрози, веќе имаме други состојби, други терапии и тие си даваат соодветни резултати. Таму каде што ни недостасува резултатот, можеме да ја вметнеме оваа рехабилитација, како например кај многу се важни вежбите после фрактура и можеме да ги искористиме и користиме и до сега сме доста задоволни, меѓутоа и задоволни сме исто така со софтверот бидејќи кажам самиот се прави евалуација, кај мозочните удари до сега нема да речеме да немало некаков резултат. Значи сите пациенти со текот на вежбањето имаат некакви резултати. Сега дали се поголеми или помали, зависи од состојбата, зависи од кога настанал проблемот, меѓутоа апаратот со упорна рехабилитација сите имаат резултати. Важно е пациентот да има мотивација, да има желба и потоа и дома да продолжи со научените активности, не да очекува само нели по време на терапијата, потоа дома да продолжи нели да си гледа телевизија и да си седи. Секогаш кога сме говореле за овие проблеми воопшто нели за сето она што вие го третирате како специјалист по физикална медицина, не е само моментот кога ќе дојдат кај вас да се рехабилитираат, него треба и после тоа нели нешто да прават за себе, да не остане само на оние третмани кај вас што ги правите. Нешто што е исто така специфично и што многу често го употребувате, тоа се апликацијата на ботокс. За што се употребува и каде има најголем успех? Точно кај овие состојби, бидејќи зашто се става ботоксот? Ботоксот не се користи само за убавина, тој ги парализира мускулите, односно го намалува спазмот. Што се случува кај пациенти кои имаат мозочен удар, они имаат голем грч во страната кој им е засегната раката, ногата им е во страшен спазам, они не можат да отворат чаката, да го исправат лактот и кога се аплицира ботоксот, некои 4 до 6 месеци е релаксирана таа мускулатура и со помош на рехабилитацијата можеме да допринесеме до враќање на поголема функција на тој екстремитет. Така.
Како обично оди апликацијата? Апликацијата оди под ехо, Добро. бидејќи се таргетираат големи мускули и многу е важно под ехо да се изведе за да се знае точно апликацијата во кој мускул е и нели соодветно на тоа колку единици се пресметува, се аплицира кај ботоксот и да не биде во близина секако на крвен сад, на нерв, за да не направиме некои оштетувања. И заради тоа е точно важна таа апликацијата под мониторинг на ехо со колор доплер за да знаеме дали има крвни садови, дали има нерви, значи сето тоа да се биде на соодветното место, бидејќи ако не се аплицира на соодветното место и резултатот нема да биде тука сега, тоа е сепак третман што е скап и поспецифичен и не ќе ме пациентите да се оштетени. Како доаѓа еден третман? Еден за на 6 месеци се прави, еден третман на 4 до 6 месеци трае ефектот од ботулинов токсин, тоа е нели ботоксот или диспортот во Македонија регистрира и штом се боцне после 2 недели веќе почува пациентот да има резултати, да рака да може 2 недели да поминат за да се почувствува резултатот, меѓутоа кај некои пациенти и побрзо, кај некои побавно, меѓутоа за 2 недели веќе има и точно тогаш веќе не седи пациентот дома, туку се почнува со таа рехабилитација за да има уште подобрување. Говориме за роботската рехабилитација. Значи, сето е тоа. Ботоксот, па потоа... Да, соодветно они ќе дојдат на преглед. На прегледот се проценува дали може пациентот директно да иде на рехабилитација. Ако нема спазам, нема зашто да го спречуваме и нели да правиме. Ако има спазам, бидејќи резултатот ќе биде има и по и друг начин, например може и со шоквейв терапија исто да се намали спазмот, меѓутоа кај ботулинов токсин кажавме еднократно за 4 до 6 месеца во соодветната мускулна група, тоа дали ќе се користи на раката, на подлактица, најчесто на надлактица или најчесто на подколеница кај ногата за пациентот да не ја зафрла ногата на страна и да може да стапнува на цело стапало, да не оди на прсти. Тоа е целта. Бидејќи имаме уште време, би сакала да ни кажете нешто и за шоквейв терапијата. Сме говориле, меѓутоа, бидејќи секогаш е добро да се споменат работите кои што вие ги практикувате и оние нели третмани кои што ги практикувате во однос на сите проблеми со мускулно-скелетниот систем, дали само се практикува на рамениот и на вратниот појас? Не, вака шоквейв терапијата е терапија со ударни бранови, каде што како што кажав и кај овие состојби невролошките може да се аплицира бидејќи го намалува спазмот. Го намалува спазмот и на централно ниво, односно тој што е од мозокот, меѓутоа го намалува и спазмот кај мускулите, односно вратот ако ни е затегнат, ни е згрчен, аплицираме шоквейв терапија и соодветно мускулатурата се опушта. Зашто? Бидејќи се користи дејството на ултразвукот. Ултразвукот навлегува 5 до 10 сантиметри во самото ткиво и прави релаксација. Точно тие места што ги имаме, да речеме, во вратот, во грбот, како топченца, исто се разбиваат и соодветно се подобрува и крвотокот, циркулацијата. Да, тоа е тоа впрочем што прави проблем. Меѓутоа не е само тоа, има и други работи што прават проблем, например дискус хернија, остеофити, тие шилци што ги викаат народски и сето тоа исто добра. Една од првите апликации е за калцификати. Значи не се користи само за мускул од релаксирање, тој стига и до калцификатот. Под ударни бранови го крши, го омекнува, го прави на многу мали ситни како прашина да речеме и доаѓа соодветно клетките и они го апсорбираат во телото и имаме бидејќи шоквејво терапијата многу долги години ја користиме, имаме до 2,5 сантима каде што од 2,5 сантима да речеме на пола сантим или може и да исчезне самиот апарат се мести на колку треба? Не, апаратот се мести, меѓутоа сепак треба да докторот да го направи прегледот. Ја за да знам во кој мускул треба да го аплицирам, во која тетива, бидејќи да речеме многу е важно да се направи ехо диагностика. Бидејќи мора да знаеме дали имаме скинат мускул. Ако имаме скинат мускул, соодветно ќе правиме физикална, нема да правиме шоквейв терапија, бидејќи со тоа кршење нели ударот би можеле да направиме уште повеќе проблем. А ако видиме дека има калцификат, тогаш гледаме дали е на инфраспинатус, на супраспинатус, субскапиларис и се мести апаратот
на оној мускул кој е засегнат и треба да биде, бидејќи ако го даваме дифузно како што ни текне, ние не одиме насочено према тоа што треба. Сега јас зборам за рамото, меѓутоа може и на калцификати и на петата, имаме калцификати на трохантерот од страната кај што е колкот и таму се јавуваат, и на лактот имаме калцификати. Значи сите видови на калцификати, освен калцификатите што се наоѓаат во рбетниот столб, тие не може да се третираат со шокоев терапија, тие значи со физикални модалитети електротерапија, може на пример и со декомпресиона терапија, која навистина ги им олеснува симптомите на пациентите. Така. Значи да се навратиме на она за кое што си денес тука, уште еднаш ќе потенцирам до гледачите, значи доктор Симона Ристовска е денеска овде, бидејќи го промовиравме апаратот кој што е прв и единствен кај нас во Македонија, кој што се користи за рехабилитација кај лицата со мозочен удар, кај лицата со невролошки состојби, нели се со цел подобро да или побрзо да се вратат или колку што е можно нели повеќе да се избалансира телото, да се вратат во нормала, колку што може функциите на исто на шаката како што говоревме. Доктор Симона, што е нешто што е како да кажам поспецифично што не го спомнавме уште за апаратот, еве бидејќи денеска повеќе се фокусирав на него, навистина видеото беше добро да се достави до гледачите за да имаат нели увид како се одвива еден третман со овој апарат. Многу е важно да кажеме кај оние пациенти кои имаат вакви проблеми како може ли некој да не го користи овој третман, роботска рехабилитација, или секој може да... Не, нема контраиндикација. Така, значи тоа нема сакам контраиндикација, бидејќи не може ништо да направи. Значи може секој кој што има проблем. Да, ова е еден вид на вежби, некако електротерапијата, па например кај тумори не смееме да ставиме бидејќи ќе предизвика, може нели да е влоши состојбата. Ова е еден вид на вежби како буквално може секој да го користи за оние проблеми за кои што. Ова рехабилитација и кај дечиња се препорачува и со церебрална парализа, така да сосема е безбедно и можат сите да го применат пациенти и нема потреба да се плашат. Исто така многу важна работа кај оние пациенти кои не се движат, односно се во количка, е многу важна вертикализацијата, бидејќи пациентите кога не стојат, исто така губат и мускулатура, меѓутоа губат и коскена маса, што доведува и до остеопороза дополнително и се влошува целата состојба на мускулоскелетниот систем, бидејќи не само што мускулатурата слабе и коската, бидејќи не се користи коската. Соодветно, за тоа мораме ние да ги вертикализираме пациентите. Пациентот што порано и што брзо треба да биде вертикализиран, за да може да се врати во нормалниот живот. Кога бевме да го снимеме видеото, навистина, овие проблеми се доста чести кај граѓаните, за жал. Има доста луѓе кои што бараат помош нели од вашите третмани кои што ги нудите во Превентива 99. Кои се најчестите? Што би издвоиле како нешто што е најзастапено кај нашите граѓани? Најзастапени се дискус херниите, конкретно тие ги работиме доста долги години со голем и на вратниот голем успех. Во последно време мислам дека со употребата на компјутерите доста често се сретнува на вратниот трбет, меѓутоа од друга страна поради многу честото седење пациентите имаат проблеми со лумбалниот, односно со кичмата, така да дискус хернијата сепак и ни остана и ни била водечка диагноза во нашата ординација и доста имаме голем успех. Секако не постои ниту една метода што има 100% успех, меѓутоа доста добри резултати со помош на декомпресијата, која е неоперативно лекување на дискус херни и правиме нели магнетни резонанси пред и по за да споредиме ефектот од самата декомпресија. Така. Се надевам дека ова што нели сте го донеле апаратот, како што кажавте, да не мора нашите граѓани додат во странство за да ги користат овие услуги, ќе биде од голема корист на сите оние кои што ги имаат овие проблеми. Само би сакала да прашам, бидејќи секогаш воведувате некои новини во Превентива 99, што е нешто вака што следно би сакале да го донесете, да направите нешто за нашите граѓани за уште една плюс услуга да им биде достапна? Што е нешто што ви недостига за да биде роботската рехабилитација можеби комплетна? Имаме уште доста работи што би сакале да ги имаме, меѓутоа условите нели соодветно
во нашава држава се такви како што се, па додека не добием, вие ќе бидете први што ќе дознаете што планираме. Постојат и други апарати кои што апарати кои би помогнале во рехабилитацијата на одењето, во рехабилитацијата на шаката исто, и пасивно и активно. Има многу работи, само соодветно нели бараат многу голема инвестиција. Така, инвестиција. Јас си посакувам да во иднина, нели, се тоа што го работите, да имате успех, да помогнете на многу пациенти на кои што пред се им е потребно ова за кој што денес говоривме, а исто така и за раката. И понатаму, нели, да можете да соберете сили да донесете уште некој апарат, се со цел да им излезете во пресрет на сите оние кои што ги имаат овие здравствени проблеми, како што кажавте, да не мораат да барат помош надвор од нашата земја. Да. Ви благодарам за тоа, се баш убави желби и ние се надеваме дека нели пак да бидете еден комплетен да. роботски рехабилитацијски центар. И така и ние би сакале, да, се надеваме. Доктор Симона, ти благодарам за денес. Се надевам дека се тоа што го презентиравме до нашите гледачи ќе биде интересно, што повеќе што кажавме дека сте први единствени, а секогаш потенцираме до нашите гледачи доколку сакаат, нели, да дојдат до кај вас, можат да се јават по нашата телевизија, секогаш ќе можат да го добијат бројот од Превентива 99, да се јават кај доктор Симона и да си го закажат нивниот преглед, се со цел да можат да им помогнат за оној проблем за кој што, нели, го имаат, а доктор Симона може да им помогне. Ти благодарам многу уште еднаш и ти посакувам успех во сето на што го работите и ти благодарам за покровителството во јубилејната сезона на вашите. Ви благодариме, секогаш ни е чест и задоволство да бидеме дел од вашата емисија. Така. Почитувани гледачи, тука некаде јас ќе ве поздравам за денес и благодарам за вниманието. Представивме еден интересен апарат кој што е прв и единствен, како што напоменав. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижите се за својот